Зголемена наплата во однос на лани, отворена борба со криминалот и корупцијата, план за модернизација на границите. Царинската управа одбележа 33 години постоење. Бројките говорат за резултатите од сработеното. Во првиот квартал биле остварени приходи од близу 480 милиони евра или 13,6 милиони повеќе споредено со лани истиот период. Во 2024 имало 410 заплени, од кои над 300 се во втората половина од годината, а што се однесува до првото тромесечје годинава, има 77% повеќе заплени во однос на истиот период лани. Ваквите податоци, според директорот Николовски, говорат за сериозната посветеност во борбата со криминалот, а од друга страна за прибирање повеќе пари во буџетот. Приходите од царина се повисоки за 15,6%, од акциза за 5,7%, а од данок на моторни возила за 16,2%. По основ на извршени проверки и контроли од секторот за контрола и истраги наплатени се 20 милиони денари, а донесени се и решенија за дополнителна наплата на износ од 5,7 милиони денари. Не само на границите, борбата со криминалот се води и внатре во институциите. Николовски досега потпишал 8 откази на царински службеници, а се водат и бројни дисциплински постапки. Во последните 5 месеци биле понесени вкупно 102 кривични пријави, од кои дури 13 биле против царински службеници. За споредба, во периодот од 2020 до 2023 година биле поднесени само 85 кривични пријави. Многу години наназад немало толку дисциплински постапки и толку откази, за жал, можем да кажам. Ги образлагав отказите. Образложив колку е тешко колега царински службеник, кој станал директор, да стави подпис на свој колега за отказ. Меѓутоа, тоа е сето во рамки на едно законско работење. Наплатата од царините речи се согласно проектираното, односно помалку за околу 1%. Министерството за финансии очекува зголемена наплата во текот на летниот период, оти тогаш има и поголема фреквенција на границите.